гостин е Милчо Узунов, зборуваме за телевизијата и за иднината на овој медиум. Милчо, добро утро, добре дојде во студиото на Телма. Милчо Узунов е инаку цел живот по телевизиите, по продукциите, собственик и основач на 3D продукција и професор на Европа Прима, исто така стручни предмети. Повод за ова твое гостување е книгата Телевизиски системи. Да. Станува збор за нова книга. Стручна литература? Стручна литература, трета поред книга во мојот опус. И покрај тоа што темата на книгата се телевизиите, сепак таа не е наменета само за студентите, него е наменета за сите оние кои што имаат намера да се занимаваат во телевизиската сфера или нивната животна пределба е, да кажеме, телевизијата како секојдневие. Така, пишана на поедноставен начин за да може да ја разберат и луѓето кои не се во телевизија, меѓутоа ги интересира телевизијата како медиум. Да, интересно е тоа што книгава опфаќа еден поголем период од мојата професионална работа, значи во неа е влеан труд од 2 децении, значи последните 20 години, кои што навистина беа многу интересни во телевизиската сфера. И книгата е напишана токму, како што кажавте и вие, на едно ниво прифатливо за сите читатели. Значи, и покрај тоа што темата, да кажеме, е од инженерски карактер, сепак јас се трудев и мислам дека успеа во тоа да книгата ја напишам на едно ниво кое што ќе биде разбирливо буквално за сите читатели. Значи, сите оние кои што сакаат да ги откријат тајните на телевизиските системи и да видат како тие функционираат внатре, може слободно да ја прочитаат книгата и многу од оние нејасноти или некои дилеми кои ги имале за телевизиските системи, сметам дека значително ќе им се разјаснат. Сега телевизијата како медиум поминува низ некои трансформации, низ собствените кризи, соочувајќи се со новите медиуми, со социјалните медиуми, во време на неограничени можности, како што реков, некако како да го загуби здивот телевизијата како медиум. И сега, бидејќи спомена дека во книгата се опатени 20 години искуство, а овие 2 децении беа многу значајни ако се наблюдува телевизијата како медиум. И во таа смисла би прашал, пред 20 години или 20 на години беше аналоген сигнал зрачеа телевизиите, потоа дојде дигиталниот сигнал, па потоа HD резолуција. Така, да. Сега зборуваме веќе за неограничени можности, вештачка интелигенција. Ќе не заменат ли роботи и нас водителите? И новинарите, или што носи иднината кога станува збор за само 2 децении што се претрпе и добро, ќе се навратам баш од почетоците како што кажавте и вие. Значи, овие 20 години навистина беа многу интересен период, морам да кажам дека навистина вредеше да се следат, особено што се случија многу промени и многу нови технологии се имплементираа во телевизијата. На почетокот со појавата на социјалните медиуми и така натаму, практично се јави еден нов тип на медиуми кои што навистина телевизиите како такви беа загрижени дека ќе го изгубат тој примат што го имаат во информативната сфера и воопшто во како присуство на еден тип на медиум за сите гледачи, меѓутоа не е баш така и сметам дека времето нема никогаш да ги изгасне телевизиите. Зошто? Затоа што ако ги земете и социјалните мрежи и било кој интернет медиумите, ќе забележите дека содржината која што внатре треба да ја презентирате, сепак се создава и се продуцира по телевизиските стандарди. Што значи дека вие за да имате една содржина на тие медиуми, мора да изработите по телевизиските стандарди. Односно, телевизиите како такви сепак ќе продолжат да екзистираат, можеби ќе го сменат својот начин на презентација, значи нема да биде класична телевизија која што сега да имаме, него ќе се нивното следење ќе се прошири преку сега имаме паметни телефони и така натаму, може и некои нови уреди кои што ќе ја донесат иднината, меѓутоа како такви нема да замрат. Сега од поглед на технологијата, навистина во овие 20 години, како што кажавте вие, многу работи се сменија. Значи дојде HD технологијата, све се дигитализираше и така натаму. И навистина телевизиите мораат да го прифатат тој технолошки импакт, значи што не беше едноставно, да кажеме, затоа што менувањето на технологијата изискува големи финансиски трошоци кои што за секоја телевизија или за секој медиум не се баш добре дојдени, да кажам, бидејќи не се во најмала рака не се од мали размери, него станува збор за големи финансиски трошоци, а во однос на новите технологии кои што следат во иднина, секако дека ќе го изменат
телевизискиот систем, односно и воопшто телевизијата како медиум ќе доживее една нова трансформација. Што е следно во таа дигитална револуција? Видете сега, новите технологии кои што доаѓаат, се повеќе ја промовира таа вештачка интелигенција која што полека, но сигурно почна да навлегува насекаде, особено во телевизиската продукција, затоа што телевизијата како медиум секогаш се настојува да се олесни својата продукција, односно начинот на работа да го поедностави, а при тоа да добива поквалитетни аудиовизуелни дела. Значи да имате поедноставна, а поквалитетна продукција. И сега тука главниот мотор на тоа е всушност технологијата, односно колку повеќе интегрирате современа технологија, толку продукцијата ќе биде поквалитетна на вашите содржини, а од друга страна и поедноставна, односно ќе имате за пократко време продукција на по-софистицирани аудиовизуелни дела. Новите процесорски единици кои што веќе ја достигнуваат границата, значи можам да кажам дека во денешно време производството на компјутерските чипови и микропроцесорите го достигнува лимитот. Значи како проаѓа времето, затоа што секоја деценија може да се забележи дека компјутерските процесори се намалуваат за 10 пати и нивните бројот на операции кои што можат да ги извршат се зголемуваат дури и за 100 пати. Меѓутоа сега тоа намалување, значи тоа скелирање на создавање на се помали и помали полуспроводнички елементи доаѓа до еден момент кога всушност вие доаѓате до толку мали димензии што веќе не можете да ги намалите тие транзистори, тие во физичка смисла. Во физичка смисла, затоа што веќе доаѓате до момент кога се соочувате со основните физички закони на електроните и протоните кои што работат внатре. Толку се микро што се најмикро тие чипови не може да бидат помикро. Не може да бидат помали. И сега што се случува? Технологијата е свесна дека за многу краток период ќе дојде границата. Значи веќе не може да се намалуваат електронските елементи, доаѓаме до момент кога се тие минимални, не можат, и развојот физички тука ќе застане. И сега што ќе се случи понатаму? Понатаму е всушност предизвикот кој што следи е софтверот. Значи развивање на софтверски решенија кои што ќе бидат во функција на овие нови хардвери што ќе се јават и при тоа ќе го зголемат се повеќе и повеќе квалитетот и начинот на кој што ќе се вршат математичките операции во однос на во рамките на тие процесорски единици. Гледано од тука, еве само за потсетување ќе кажам дека на пример пред 10 или пред 20 години беше навистина хит да се направи нели едно виртуелно студио на хрома-техника и тука да се направи некоја позадина која што ќе биде виртуелна, нема да постои, ние двајца, вие и јас, ќе се најдеме во некоја сосема друга околина. Димензија, апсолутно. Меѓутоа, што се случи? Тогаш беше висок предизвик на тоа, бидејќи беше многу тешко да се генерира таа позадина внатре. И во прво време сите тие измени се правеа во продукција на содржина која беше наменета за одложено емитување, значи не идеше тоа ништо во живо. Меѓутоа денеска технологијата е толку напредна што целата оваа технологија се реализира во реално време. Значи, не треба ние да се снимаме на зелено, па подоцна да ставиме некоја позадина, него сето тоа процесорските единици го прават во реално време. Да. И тоа е голем предизвик. Ако било предизвик на времето виртуелно студио, ако сега е предизвик лайв да оди тоа, што ќе биде предизвик за 10 години во телевизискиот бизнис зборувајќи? Или тешко е да се предвиди од сега? Не, веќе се гледаат значи некои идни перспективи како ќе се движат сите овие работи, како што кажавте и вие, дали еден ден ќе не заменат вештачките ликови? Да, тоа ќе се случи, мислам тоа е веќе на пат да се случува, затоа што моќта која што имаат процесорските единици е навистина многу интересна и нуди многу можности. А вештачката интелигенција која што се повеќе се развива и развојот на невронските мрежи во однос на дигиталните технологии зема голем замав. Последнава деценија зема огромен замав и како проаѓа времето се повеќе и повеќе тоа навлегува во сите сфери, не само во телевизијата, него општо и во медицината, во економијата, во било кое производство. Гледајќи за наша струка и професија не треба да се грижиме, бидејќи колегата робот ќе нема подочници, ќе не мора да се шминка, ќе не мора да се чешла, ќе биде среден како што треба, а јас нема да останам без работа, туку ќе пијам кафе и ќе гледам телевизија. Или?
Па, може да кажеме дека некоја многу далечна иднина ќе биде тоа. Меѓутоа, сепак во сегашно време, сега е најважно всушност да се направи смерот на тие нови технологии, затоа што сега тие отвори едни нови врати кои што се навистина дисперзирани во многу сфери. И сега треба да се направи практично едно насочување, односно таа технологија да се насочи кон делови во продукцијата што ќе бидат не само од полза за телевизиските куќи, него воопшто и за гледачите, односно да овозможи продукцијска содржина која што ќе биде квалитетна и брзо изработена, значи да не се Да, изборувајќи за ова, за новите технологии глобално гледано, малку да се вратиме во Македонија, земја која се труди да фати чекор со се што е ново и трендовско, меѓутоа некако тешко ни оди во секоја сфера, па веројатно и во ова, малку доцниме. Онаа контрадикторност што ја споменавте со микрочиповите, колку помали, а понабиени со податоци, телевизиите низ годиниве се менуваа многу брзо, се дигитализира, од аналогни зрачиме лайв, HD сигнал, неверојатни можности, меѓутоа стануваме се поневажни и ја губиме битката со социјалните медиуми, со овие нови медиуми, бидејќи не е веќе телевизијата број еден медиум, по влијание барем, порталите, интернетот и социјалните медиуми и го земаат полекано сигурно приматот. Во Македонија дополнително малиот пазар ги проблематизира работите, меѓутоа тоа е едно друго прашање. Генерално телевизиите во Македонија каква перспектива имаат, имајќи го се ова предвид? Па добро, ако се земат сите овие факти што вие ги спомнавте, ако се направи една, да кажам, анализа, сепак сметам, првен би се навратил на оној, да кажам, развој на телевизиите во Македонија. Сметам дека во Македонија телевизиите имаат добар чекор кон современоста во однос на технологиите. Не можам да кажам дека Македонија е земја која заостанува технолошки во однос на телевизиските системи и технологијата која што има внатре во телевизиските куќи. Еве, повторно ќе се повторам како за потсетување, мислам дека Македонија беше меѓу првите земји во регионот која што воведе висока резолуција. И тоа не се случи само, да кажеме, во еден медиум или само на националниот сервис, него тоа го направија скоро сите телевизиски куќи во нашата држава. Значи сите предоа во висока резолуција, што беше еден чекор кој што не само што беше со текот со современ, со чекор на времето, тогаш туку и денеска имаме ние региони каде што сме стварно најдобро котирани во однос на тој поглед. Понатаму, појавата на социјалните мрежи има соодветен импакт на нашите медиуми, да кажам, затоа што до тоа доведе и промената на генерациите. Вие знаете, младите генерации се постојано со паметните телефони и они практично немаат време да седнат дома, да го вклучат телевизорот, да се напијат чаша сок или една шолја кафе и да ги видат денешните нови информативни програми и да научат нешто што се случило. Тоа е една традиција која останала кај нас. Меѓутоа, мислам дека нема да се случи истото што се случи со печатените медиуми. Печатените медиуми скоро целосно замреа, нели, веќе никој нема навика да купи весник и да прочита нешто ново. Тоа го заменија паметните телефони. Меѓутоа, врската која што се наоѓа тука меѓу социјалните мрежи и телевизијата е сосема поинаква од онаа со печатените медиуми. Кој ќе гледа телевизија по 10 години? Овие генерации што се сега млади и што се на смарт телефони, па ќе остарат, па ќе гледаат телевизија? Може ќе гледаат телевизија, ама на нивниот нов уред. Некој паметен нов телефон или можеби некоја друга направа која што, меѓутоа сепак ја гледат. Пак вие ќе седите во ова студио и ќе треба да создадете таа содржина, да испродуцирате. Сега медиумот како таков ќе остане да екзистира, само што тие содржини, како што велам, нема да се гледаат на класичен телевизор кој што е дома сега во сите наши дневни престои, него ќе се гледа или на телефон, или на персонален компјутер и така натаму на некоја нова направа која што ќе врши презентација на тоа содржини. Меѓутоа, пак ќе кажам дека телевизијата како таква сметам дека никогаш нема да ја снема. Може би само ќе го смени начинот на кој што ќе ги презентира своите содржини. Така. Добро, за жал времето ни помина за предвидено за овој разговор. Сите благодарам многу за деталните анализи и предвидувања во однос на телевизиската продукција. Сите оние кои сакаат повеќе да слушнат и да научат за телевизискиот бизнис, еве новата книга на Милчо Узунов, телевизиски системи. Благодарам за гостувањето. Благодарам.